Добар, криптоентузијасти, денеска имаме видео за Cardano. Долго очекуван, знам дека многу од луѓето го имаат во собственото портфолио, да видиме дали нешто се променило фундаментално со овој коин и дали и понатаму очекуваме да биде дел од нашето портфолио на долг рок. Веднаш ќе ви кажам да, а нормално причините ќе ги обработиме детално во денешното видео. Пред да почнеме, како и секогаш би сакал само да најавам што имаме останато од нашата програма за оваа недела. Прво, нормално, доколку не сте го погледнале, погледнете го нашата анализа на 31 март, тоа е техничка анализа на пазарите од фундаментален и технички аспект, нормално со соодветно лов на дно, би рекол, дел во самата анализа. Така да ако не сте погледнале, погледнете, имавме многу интересни излагања посебно околу моменталната состојба со Хормус. Денешното видео е малку снимено порано, еден ден, нормално веќе достапно за нашата Patreon заедница во четвртокот, а во петокот и на нашиот канал за целата наша заедница. Потоа во сабота имаме многу битен макроекономија и крипто лайвстрим, каде што ќе обрнеме екстремно внимание на потенцијалното затварање на Bubble Mandeb и компликациите од моменталната геополитичка состојба во светот. Нормално, очигледно е потребно, пак ќе кажам без разлика дали ви се допаѓа или не, едноставно моментално најголем дел од енергијата на нашиот канал ја посветуваме токму на оваа криза поради незината битност во макроекономијата и нормално врз цените на криптовалутите, така да дефинитивно мораме да посветиме екстремно внимание на оваа криза. А во недела ќе имаме, своевидно altcoin вести за сите најбитни вести од крипто светот. Тоа е во однос на оваа недела. Уште еднаш, доколку не сте, погледнете ги 5 презентации кои што ги имавме на нашиот досега најголем офлайн митап во градот на конзулите во Битола. Беше одлично, 29 март, тоа беше последната недела во недела. Верувам дека си поминавме супер, беа негде околу 100 до 120 луѓе. Пак ќе кажам, за дно на еден bear маркет ние сме презадоволни. Верувам дека имаше доста едукација, екстремно голема количина на дружење, би рекол, на оние кои што се стални на нашиот канал. Пак ќе кажам, на крајот од денот, една работа која што дефинитивно успеавме да ја направиме овој циклус, тоа е заедница. За се понатаму, полека ќе го направиме заедно. Така да, ако не сте ги погледнале сите овие 5 презентации, може да ги најдете на нашиот канал во нормално во плейлистата на лајвови, односно на лајв видеа на нашиот канал. Со тоа што нашата презентација, тоа е целосна анализа на циклусот од 2022 до 2026 година, ќе биде уште еднаш обработена на лајвстрим потенцијално во текот на следната недела, каде што ќе можеме и полого да го разработиме малку подетално. Овдека морав тоа да го направам малку побрзо, затоа што немавме премногу време. Еве како изгледаше на крајот самата дружба, како што може да забележите, ова беше финишот, по една кригла пиво пред одење, со оглед на фактот дека ова траеше негде околу 7-8 часа, цела една смена. Имавме многу интересни излагања, а нормално очекувате дека ќе има уште повеќе во текот на третата македонска криптоконференција која што планираме за ова лето, каде што дефинитивно веќе се потврдени сите овие презентери што ги видовте овде, ќе сакаат повторно да учествуваат, нормално почнувајќи од Котели, кој што не е експертот за Дипин, потоа Мотика, кој што ќе ни се представи повторно со своја презентација, ова беше лансирањето на нивниот проект, доста интересен момент. Paysolo, нормално on off ramp од Македонија на глобално ниво, како и Егнатија Мир, тоа е Крис, кој што е експерт во Proof of Work Mining, кој што дури ни најави многу поинтересна презентација за нормално конференцијата која што доаѓа ова лето. И плюс да не забравиме дека беа нормално и CryptoHub Малта со свој представник на кратка презентација, а нормално очекувате дека ќе има уште повеќе представници од малтешката заедница кога станува збор за нашата конференција ова лето. Исто така би сакал да ви напоменам дека во текот на следната среда ќе бидеме гости во CryptoHub, каде што може да забележите дека ќе има нешто многу интересно, односно ќе има презентација на Seed Signer, тоа е технологија која што е развиена од еден од директорите на самата CryptoHub. Ќе биде интересно, би рекол нешто досега невидено, ова е продукт кој што за прв пат ќе биде покажан токму овде на CryptoHub. Пак ќе напоменам, ова е една од најпозитивните работи кои што ги имаме овдека на Малта, каде што можеме постојано да комуницираме со луѓе од овој сектор. Така да, дефинитивно следната среда очекувате дека ќе имаме лајвстрим директно од CryptoHub. А за денес, како што кажаме, почнуваме со Cardano, каде што знаете и сами дека Cardano е еден од омилените коини на каналот, нема да го криеме тоа, не е тајна.
Не сме пристрасни, но има причини зашто овој коин е еден од омилените и тоа ќе го покажеме токму денес. Значи да, секој од коините има свои негативни и позитивни страни, ќе ги покажеме двете, а нормално вие на крајот одлучите дали потенцијално овој коин треба да се најде во вашето портфолио. Ова не е финансиски совет, нормално ова е само наша анализа на овој коин. Како правиме анализи за оние кои што потенцијално се нови? До сега има обработено 118 коини, односно токени, со собствена анализа, развиена нормално in-house, за тоа како нормално ги обработуваме сите детали потребни еден човек да ги знае за овој проект. Сега, пред да почнеме со тој дел, нормално предлозите за тоа кои нови коини да ги обработиме, нормално доаѓаат директно од вас. Значи, вие ни давате идеи за тоа кои коини да ги обработиме, а ние потоа нормално одредуваме кои се најдобрите и ги взимаме во предвид при определување на тоа кои ќе бидат следните 4-5 коини во еден блок за обработка. Така да, начинот на обработка, прво, нормално треба да знаете дека сите овие 118 коини кои што до сега се обработени, можете да ги најдете на плейлистата анализа на коини и токени, каде што овдека јасно може да видите дека до сега се обработени сите овие коини во засебно видео со целосна анализа и нормално пред да одлучите било што понатаму препорачуваме да ги погледнете истите, за да имате идеја за каков тип на проект станува збор. Како ги анализираме со одговор на сите овие 6 групи на прашања, каде што на тој начин ви дава една целосна слика за тоа нели каков е самиот проект, што се треба да знаете од него во однос на техничка и фундаментална анализа и нормално наше мислење околу истиот, така да би препорачал нормално да го правите ова и за себе, доколку веќе вие анализирате приватно некој коин, да ги одговарате овие прашања кои што верувам дека се клучни за да знаете во основа што се представува еден проект. Пред да продолжиме со анализата, само сакам да напоменам дека алткоини кои што останаа, а треба да бидат обработени наскоро, се Midnight, кој што е директно поврзан со Cardano, затоа и денеска правиме ова анализа за Cardano, како апдейт на анализата која што веќе направена пред 2 години, да видиме што се случило од тоа, што има ново, вести за проектот, нормално и така натаму. Така да дефинитивно Midnight е следниот кој што ќе биде обработен, кој што е надградба на Cardano, односно privacy блокчейн кој што е изграден на Cardano екосистемот, екстремно битен, ќе видите денеска зошто. Потоа доаѓаат Flare, Conflux, Telcoin, Trust Wallet, TWT и Centrifuge. Тоа се коините кои што се уште треба да ги обработиме пред да бараме нормално од вас предлози за следните нови коини. Како што кажеме, ова е последната анализа на портфолиото која што направивме на 15 март, каде што може да видите дека Cardano е на трето место, беше на второ и тоа не беше на второ во текот на така речено целиот bull market, со 8,6 моментално проценти од портфолиото на едукативното портфолио, додека на портфолиото на каналот го немаме, со оглед на фактот дека овдека сме малку повеќе посветени на поризични коини со помал маркет кап. Но како идеја, значи Cardano секогаш бил дел од нашето портфолио и верувам дека ќе остане и понатаму, се додека фундаменталните работи поради кои што го поседуваме не се промениле. А денес ќе разговараме токму за истите. Како што кажеме, Cardano моментално е еден од, би рекол, поголемите проекти во криптосветот, со 8,8 милиарди долари во, така речено, најдлабокиот дел од овој bear market. Значи дека и покрај тоа што се наоѓаме во најдлабокиот дел од bear marketот, ние имаме ситуација во која што овој коин е на границата помеѓу среден и голем проект. Значи над 10 милиарди долари ги сметаме проектите како големи проекти, значи се наоѓа токму таму. Истиот представува дел од категоријата на Layer 1, значи тоа се Layer 1 проекти на кои што нормално може да се гради дополнителни блокчейни. Пак ќе напоменам, верувам дека ова е столбот, односно основата врз која што ќе се гради апсолутно се во светот, па затоа и верувам дека овие проекти по големиот дел од нив имаат доста светла иднина, останува да видиме кој од нив ќе преживее до истата. Со тоа што Cardano е дел од Layer 1, но исто така многу битно е и дел од смарт контракт компатибилност. Не знам зашто е овдека Bitcoin, како и да е, смарт контракт компатибилни представуваат коините на кои што може да се програмира. Значи може да се програмираат децентрализирани апликации и така натаму, на кои што нормално спаѓа и Cardano. Да се подсетиме, Cardano има свој јазик, така наречен Plutus, развиен исклучиво за неговиот блокчейн, има in-house школа, каде што буквално имаме цели генерации на луѓе кои што беа на некој начин едуцирани, за да може да користат овој јазик. Значи Cardano генерално е буквално grassroot movement, значи од самиот почеток, од на некој начин целосната идеја за градење на блокчейн до Layer 1, до смарт контракт, се е направено in-house. Апсолутно ништо немаат украдено, што е многу битно за овој коин. А втора работа да се подсетиме дека Чарлс Хоскинс, односно креаторот на овој коин,
е уствари еден од креаторите на Ethereum, заедно со Buterin и Gavin Wood. Тоа се тројца од неколкуте, но овие се тројца, би рекол, најбитни, кои што навистина имаат клучни, би рекол, улоги во развивањето на Ethereum. И Gavin Wood и Чарлс Хоскинс го напуштаат овој проект со цел да развијат своји проекти, кои што нормално имаат одредени карактеристики на некој начин подобрени од самиот Ethereum. Тоа е и поентата на нивното напуштање на овој тим. Така да, сега оно што можеме да го забележиме, како што кажавме за овој проект, е дека е Layer 1, значи кога станува збор за апликација, тоа е првото прашање кое што го одговараме секогаш, односно дека станува збор за Layer 1 категорија на блокчейни врз кои што се градат други проекти, блокчейни и така натаму. Значи, дали има проекти кои што му се конкуренција, како што видовме, сите Layer 1 и смарт контракт компатибилни Layer 1 проекти му се директна конкуренција, како Ethereum, XRP, Binance, Solana, Tron, не би го спомнал ова е срање. Bitcoin Cash, иако е моментално практично мртов, но е еден од поголемите со оглед на фактор дека е еден постарите и е директен форк на Bitcoin. Потоа Cardano, и ако продолжиме надолу, ќе видиме дека има уште некои кои што се Layer 1 смарт контракт компатибилни, кои што му се директна конкуренција. Така да е најстрашната, би рекол, ова е најстрашната категорија, ова е најконкурентната категорија. Нормално дека не постојат апликации од реалниот свет кои што може да го замена со оглед на фактот дека Layer 1 и нормално смарт контракт компатибилност се исклучиво може да бидат имплементирани само на блокчейн, значи дека автоматски се надворешниот свет отпаѓа. Затоа и гледаме дека ова on-chain, така речено поместување, токенизирање е исклучиво направено на Layer кецови. Затоа се исклучиво битно. Сега, од самиот почеток, кога веќе се уште зборуваме за апликација, пред да поминеме на токеномија, која што е една од најголемите теми, можеме да забележиме дека истиот е доста стар. Односно, уште во 2015 година, тоа е практично годината во кој што од овие проекти кои што ги познаваме, само неколку постоеле, како што е XRP, Ethereum, Tron, би рекол, тие се оние неколку проекти кои што се уште постоеле во тој период, значи дека станува збор за еден од најстарите проекти, со тоа што, како што знаеме, истиот беше лансиран во така речено вториот bull маркет до 2018 година, каде што достигна доста добар успех, и нормално и би рекол третиот bull маркет до 2021 година исто така направи екстремно голем раст и експанзија, како во однос на цена, така во однос на заедница, и нормално тогаш стана смарт контракт компатибилен. Во меѓувреме можеме да видиме дека има неколку рунди на seeding според неговите ICOs, каде што има собрано околу, како што може да забележите, околу 50 на 60 на милиони долари seeding rounds, но повторно тоа се исплатено на некој начин, ќе го видиме подоцна кога ќе разговараме за токеномија, но можеме да видиме дека е еден од најстарите проекти. Ние го следиме овој проект од неговата втора фаза во roadmap, тоа беше Shelly, каде што се уште не беше смарт контракт компатибилен. Значи децентрализацијата и уште во овој период ние сме инвестирани во овој проект. Ова е така речено далечна 2019 година, само за да ви напоменам зошто е толку битно. Значи ние во овој проект инвестиравме уште во овој дел овде, значи во 2019 година, како што може да забележите, кога неговата цена беше некаде околу 5-6 центи. Дел од нашите позиции во другите портфолија кои што нормално не се јавни, се уште се во истата така речено оваа позиција од негде околу 7, 8, 9, 10 центи би рекол, од оној иницијален нормално DCA кој што го правевме во овој проект, со тоа што нашето едукационо портфолио, кое што го погледнавте на самиот почеток, оваа позиција од 8,58% е од овој период, само да го напоменеме овој дел. Значи ние купувавме буквално во овој дел на почетокот на така речено новиот bull маркет во 2022 година, негде во летото. Значи дека ние купивме Cardano на истата цена на која што се наоѓа моментално, значи дека не сме изгубиле ништо. Пак ќе напоменам, можеби во едукативното портфолио сме негде на некоја позитивна нула, да се потсетиме дека во другите портфолија ние сме во дебел профит, и пак ќе напоменам, не ги чепкам овие позиции затоа што знаеме дека иднината на овој проект, барем според нас, очекуваме дека е доста добра, а токму тоа ќе разговараме во следниот дел. Сега, се наоѓаме 3 би рекол чекори после Shelly, каде што добивме смарт контракт компатибилност, добивме Scaling, која што беше представена од два засебни проекти. Тоа беше Hydra, која што представи така речено посебен тип на технологија со која што ја зголеми брзината на Cardano за секоја децентрализирана апликација да има своја глава во Hydra така речено солуција и да има максимална брзина која што е застапена нели од самиот блокчейн,
Значи секоја апликација може да искористи максимална брзина на блокчейнот преку оваа технологија и Mithril, тоа е така речено технологија со која што се забрзува решавањето на консензусот помеѓу различните нодови, затоа што моментално Cardano важи за еден од најдецентрализираните проекти во целиот криптосвет, тоа ќе ви го покажеме подоцна. И нормално доаѓаме до последниот дел кој што за нас е најбитен. Значи сето ова наназад нема да биде толку битно доколку не се исполнеше Волтер. Тоа е најбитната работа моментално за овој блокчейн. Зошто го зборуваме тоа? Прво, да, еве, чисто кога станува збор за децентрализирано, затоа што тоа е и последниот дел. Тоа што го спомнавме дека моментално најдецентрализираните блокчейни, како што може да забележите овдека, кога станува збор за Proof of Work се Bitcoin и Monero, но кога станува збор за Proof of Stake, погледнете се Polkadot, Ethereum и Cardano. Тоа се трите најдецентрализирани блокчейни моментално во криптосветот. Нема Solana, нема апсолутно ништо друго, ниту Tron, ниту ништо, погледнете овдека. Ова се најдецентрализираните блокчейни во светот: Bitcoin, Monero, Polkadot, Ethereum, Cardano. Cardano, Ethereum и Polkadot беа три од основните 4 проекти кои што ги имавме во проектот на почетокот на 2022 година со причина. И до ден денеска и Polkadot и Cardano се дел од нашето портфолио. Ethereum повторно ја градиме нашата позиција, затоа што нели извадивме профит и го заменивме за помали коини во текот на бидејќи подоснежниот период во претходниот циклус. Така да Ethereum како и секојаш нормално ќе биде и понатаму дел од нашето портфолио, но ова е она што го зборуваме. Моментално Cardano представува еден од најдецентрализираните проекти. Зошто? Оваа статија овдека од февруари 2026 година ни покажува како изгледа моментално Волтер ерата, односно целосната децентрализација на овој проект. Зошто е тоа толку битно? Затоа што со оваа децентрализација доаѓаме во ситуација во која што претходните органи како IOHK, Emurgo и Cardano, заедно со Чарлс Хоскинс, тоа беа 4 ентитети кои што беа позади овој проект. Тоа се на некој начин компаниите или организациите кои што го развија проектот. Ефективно веќе нема апсолутно никаква улога, освен нормално онаа количина на токени кои што имаат, со кои што може да гласаат. Како го направија тоа? Со целоса децентрализација на овој проект во однос на governance, на одлуки. Како го направија уште еднаш тоа? Донесоа устав. Според овој устав, кој што беше нормално изгласан и усвоен на ниво на Cardano заедницата, ќе се утврдуваат органи. Овие органи има два органи кои што на некој начин засебно се рамнотежа еден на друг и истите ги имплементираат одлуките на целата заедница, односно било каков тип на предлози и предлози за надграба на проектот, како и предлози за користење на трежери, се носат нормално врз база на консензус од целата заедница и откако ќе бидат донесени овие одлуки, се имплементираат од овие органи. Органите за кои што зборуваме во оваа ситуација станува збор за комитетот. Значи, како што можеме да забележиме, овој комитет е буквално назначен за да ги имплементира сите овие одлуки и нормално има уште еден орган кој што врши директна контрола врз овој така речено орган кој што треба да ги имплементира одлуките. Сега, како што може да забележиме, на овој начин ние имаме целосна децентрализација, односно сега ќе покажеме, имаме така наречен DAO на кој што секој од оние кои што имаат моментално Cardano коини и ги ставиле под стейк, имаат право да одлучуваат за секоја од одлуките кои што се донесува на ниво на блокчейн. Пак ќе напоменам, дали е тоа за алокација на ресурси кои што се моментално дел од трежери на Cardano заедницата или пак е тоа за било каков тип на надграбба на самиот блокчейн, промена на самиот блокчейн. Сето тоа моментално е дел од оваа процедура на гласање, каде што откако ќе биде имплементирана, овој така наречен комитет има за цел да ги имплементира. Односно овдека можеме да видиме, ова се моментално членовите на самиот комитет и можеме да видиме како истиот ги имплементира сите овие да речем одлуки. Сега ќе покажеме тоа во следниот дел. Значи еве како изгледа моментално Project Catalyst е местото каде што заедницата на Cardano одлучува. Овдека можеме да видиме дека има funding rounds, каде што јас ја отворив предпоследната, тоа е Fund 14, каде што можеме да забележиме дека до сега има алоцирано 12,6 милиони Cardano токени на одредени проекти или одредени цели, каде што можеме да ги видиме сите еден по еден, значи колку има имплементирано во сите овие и на кого. Значи овдека тоа го направиле на Charlie 3, кој што е уствари Charlie, кој што е значи самиот Oracle на Cardano,
И надолу ако продолжите ќе видите дека секој од овие проекти има причина, се гласало, значи колку гласови имало, колку е дадено, значи колку има гласано, колку гласале против, колку гласале за, значи кој е предлогот нормално, колку голема количина на Cardano токени се дадени, која е еднината цел нормално, и да се потсетиме дека овој комитет за кој што зборував исто така има за цел не само што треба да ги имплементира овие одлуки во однос на алокација на средства, туку и да ги проследи, односно овие средства кои што се веќе дадени, да нормално следи како истите се користат, како овие проекти напредуваат. Така да еве како изгледа целосна демократија. Ниту еден блокчейн моментално нема ваков тип на демократија, каде што овие основни, би рекол, институции кои што гледаат овдека веќе немаат никакво директно учество во протоколот, ништо не може да сменат, единствена работа е може да гласаат со својата количина на коини, односно токени. Така да тоа е една од најдобрите работи ако мене ме прашувате. Да, еве ги значи акциите кои што се превземени од страна на комитетот, практично овдека може да видите кои се моментално во живо гласања, кои се моментално избрани и нормално имплементирани, кои се практично завршени, а не имплементирани, така да може да ги видите апсолутно сите овде во живо. Сега, тоа е во однос на governance, каде што пак ќе напоменам, една од главните работи, повторно спаѓа се уште во апликација, значи како се применува самиот проект, е уствари врв на една демократија кога станува збор on-chain, каде што апсолутно никој не може да ве принуди, не постојат големи китови кои што може да го насочат овој блокчейн таму каде што нив им одговара, тоа ќе го покажеме во делот со децентрализација на самиот крај. И делот со децентрализација кој што го спомнавме што е екстремно битен е ова, погледнете. Значи моментално активно имаме 2943 пулови кои што се нормално нодови на Cardano блокчейнот. Значи зошто го спомнавме ова на самиот почеток, ако се сеќавате, каде што покажавме дека заедно со моментално Ethereum, кој што исто така има огромна количина, погледнете, они има негде околу 1 милион активни валидатори, тоа се повторно нодови на Ethereum. Истото го гледаме моментално и во Cardano, каде што имаме активни 2943 пулови на Cardano токени, тоа се оние стейкинг пулови кои што се нодови, што значи дека е еден од најдецентрализираните блокчейни во светот. Ова се моментално компаниите кои што градат, нормално ова се компании кои што имаат своји апликации, само на кратко ги покажуваме, нормално има свој DeFi и би рекол децентрализирани апликации DApp екосистем, за кој што ќе поразговараме подоцно. Значи, за жал нема толку голем екосистем, тоа е она што мораме да го напоменеме. Сега, кога станува збор, овдека малку ќе се задржиме на фундаментална анализа, односно овдека ќе разговараме за кои се новите вести околу овој проект. Знаете дека не ги одговараме сите поред. Значи, едноставно мораме да ги одговараме како доаѓаат самите по себе вести. Значи, една од најбитните работи кои што досега фалеше на овој блокчейн беше стейблкоин. Значи, они пробаа со in-house солуции за стейблкоини, како што беше JED и Shen и некои слични други, но за жал, едноставно, колку и да беа користени, ликвидноста на овие коини беше екстремно мала. Конечно, одлучија дека треба да побараат Tier 1, значи, прв би рекол оние стейблкоини ниво 1, како што се USDC, USDT, USDE и така натаму. Па со тоа нормално направија колаборација со Circle, каде што USDCX ќе биде така речено кратенката, односно тикерот за USDC на Cardano блокчейнот. Уште на самиот почеток во оваа соработка со Circle, која што можеме да видиме е имплементирана на крајот на јануари, почетокот на февруари, се напоменува дека ќе има негде околу 70 милиарди долари почетна ликвидност на USDCX коинот на Cardano блокчейнот, што ќе биде практично ликвидност за DeFi секторот. Сега, за да провериме како тоа изгледа моментално, значи ова е Real World Asset токенизација, само секунда да го најдеме делот со стейблкоини и да видиме колку моментално стейблкоини има до сега имплементирано. Значи, еве мапата, можеме да забележиме дека моментално имаме USDC 14,8 милиони долари ликвидност и има дополнителни други USDM, USDA и USD. Значи, тоа се останатите стейблкоини кои се наоѓаат моментално на блокчейнот Cardano. Значи, вкупниот маркет кап на ваков тип на централизирани стейблкоини, значи на страна од оние матични солуции кои што ги имаат на блокчейнот, е негде околу 46 милиони долари. Не е многу, но за жал до сега се обидуваат да развијат in-house, би рекол, солуција за ова што беше, пак би рекол, не толку добра идеја, но го направија тоа што го направија.
Ова е само на кратко дел од токеномијата, односно како се прави Cardano нод. Ова се спецификациите на вашиот компјутер кои што ви се потребни, нормално со оперативен систем, RAM и така натаму, нели storage, колку е потребно меморија и така натаму. Значи ова е спецификациите, а нормално ова се инструкциите како можете да направите пул, така речено нод на Cardano. Дефинитивно еден од овие кои што сакаме да ги направиме е на Cardano прво, но за тоа малку подоцна. За сега нормално не можеме да разговараме затоа што имаме многу повитни работи за правење пред да почнеме со ваков тип на инвестиција за майнинг фарма, која што многу пати сме спомнале. Овие би рекол инструкции ќе бидат ставени во видеото во дескрипција и ќе може да ги најдете во линк. Сега, една од најбитните вести кои што доаѓа од овој екосистем е Midnight блокчейнот, кој што моментално е сайдчейн на Cardano. Зошто е толку битен? Преку оваа солуција се обидува да имплементираат privacy на Cardano блокчейн. Значи, покрај фактот што е најдецентрализиран, екстремно стабилен поради големината на пуловите кои што оперираат, овде ќе имаме ситуација во која што Midnight блокчейнот како сайдчейн на Cardano имплементира приватност која што е потребна на големите институции. Зошто е ова битно? Затоа што вие едноставно не можете да на некој начин убедите да дојде институција на вашиот блокчейн ако се е јавно. Замислете кога некој од овие големи трансакции на нивните клиенти јавно секој може да види во однос на тоа како се трансферира од еден до друг, да речем, клиент на оваа банка или пак некој од нивните портфолија. Така да тоа е крајно непрактично, нормално за големи финансиски институции. Midnight моментално користи ZK, односно Zero Knowledge технологија со цел да дозволи на банките, на своите клиенти да може да имплементираат нормално privacy на нивните портфолија, со тоа што нормално дека овие Zero Knowledge, така речено proofs, и понатаму прават податоците да бидат јавни, значи да може да ги проверите, но не и да добиете директни информации со кои што ќе ја откриете, да речем, персоната, односно идентитетот на лицето кое што стои позади тој wallet и така натаму. И ова е, да речем, многу позитивна работа, затоа што на овој проект се работи веќе со години и гледаме дека веднаш има позитивен, би рекол, позитивен моментум. Значи, ова е на Yahoo Finance, каде што вели банките веднаш се заинтересирале за Cardano Midnight блокчейнот, односно како истиот може да го користат за трансакции нормално кои што се приватни за сопствените клиенти, со тоа што, пак ќе кажем, ова не доаѓа од некој портал, да речем, на крипто, туку доаѓа директно од Yahoo Finance и потврдено една од банките кои што директно заинтересирана за ова е Monument Bank, која што веќе на некој начин назначила 250 милиони фунти фонд кој што треба да биде токенизиран и имплементиран на Midnight протокол на Cardano во почетните, би рекол, месеци на 2026 година. За сега тоа се уште не се случило, иначе ќе го видевме на Real World Asset токенизација, но како и да е, можеме да забележиме дека интересот за овој блокчейн од страна на институциите е реален. Пак ќе напоменам, секој од овие layer кецови ќе си го најде своето место, дали ќе биде блокчейн на банките или ќе биде блокчейн на CBDCs или што и да е. Значи, layer кецовите имаат исклучиво битна инфраструктурна позиција во светот, посебно кога станува збор за финансии во иднината, и верувам дека поголемиот дел од нив кои што на вистина се доволно децентрализирани, имаат солидна технологија позади себе си, ќе го најде своето место. Можеме да забележиме дека институциите се заинтересирани за Cardano, ова не е прв пат. Да се потсетиме во времето на изборите на Orangutamus pedophilius, Cardano беше избран како блокчейн во неколку сојузни држави во Америка за да имплементира, односно направи систем на децентрализирано гласање во Америка, замислете, и нормално како таков истиот, како што знам, и тоа и го имплементираше. Како и да е, значи само сакам да напоменам дека Cardano очигледно ќе има големи, би рекол, клиенти, но станува само момент да почекаме оваа технологија да биде имплементирана. Исто така, ова е многу битно да се потсетиме, она што ние го зборувавме, конечно испадна дека е така, односно наспроти сите оние искусни инвеститори и нели експерти како Гери Гангстер, кои што тврдеа дека сите блокчейн проекти се така речено илегални хартии од вредност кои што не се регистрирани. Официјално потврда, еден од коините за кои што директно е дадена потврда од Комисијата за хартии од вредност, тоа е Cardano, дека представува дигитален ресурс. Значи дека ниту е потребно регистрирање, ниту е под надлежност на Комисијата за хартии од вредност, туку спаѓа под Комисијата за ресурси.
Што значи дека ефективно овој блокчейн моментално е целосно надвор од рацете на Комисијата за харчева вредност, без разлика кој ќе дојде следен, и со директна одлука на оваа комисија истиот може да функционира како и досега. Што значи дека веќе нема никакви потешкоти од потенцијални тужби, како што тоа беше во период во 2022-2023 година, каде што Cardano беше директно од страна на Гери Гангстер назначен како хартија од вредност. Ова е многу позитивен моментум за Cardano, но за сега во bear market нормално дека нема да помогне премногу. Не заборавајте дека институциите ова го следат и тоа будно. Во исто време, Cardano представува вториот најдобро заштитен блокчейн кога станува збор за заканата за квантум компјутери. Односно, квантните компјутери моментално и повторно, ова не е според некој си било каков би рекол, не знам, портал, туку станува збор за, како што може да забележите, истражување на Google, каде што преку така речено ова истражување од Google за Quantum AI или квантум компјутери, единствен подобар од Cardano, тоа што ние постојано го зборуваме, е Algorand. Значи, Algorand и Cardano се број 1 и 2 најзаштитени блокчейни од квантни компјутери во светот. Како сака да сватите, но ова е исклучиво битна работа за мене ако ме прашувате. И Чарлс Хоскинс моментално преговара со Layer Zero, кој што е така речено, ова не е блокчейн, туку е на некој начин нешто слично на Oracle Interoperability, на некој начин јазик помеѓу блокчейни, кој што само што доби клиент како Citadel, замислете. Значи Citadel само што подпише договор со Layer Zero и на последната конференција на која што учествуваше Чарлс Хоскинс во Хонг Конг, каде што се најави почетокот на Midnight, кажа дека Layer Zero ќе биде имплементиран на Cardano блокчейн. Сега како тоа ќе изгледа останува да видиме, дали целосно ќе биде имплементиран на Layer Zero на Cardano или пак ќе биде само Cardano ставен во оваа, да речем, екосистем на Layer Zero, блокчейни кои што комуницира помеѓу себе преку оваа технологија, останува да видиме, но е доста позитивно за целиот протокол. И овдека една не толку битна, но интересен момент, ако погледнете кои се Forbes топ 10 блокчейни, ќе видите дека Cardano е на прво место во последниве, би рекол, 3 месеци, ова го следиме на секој altcoin инвести. Значи, 18 март, последен пат има апдейт, да видиме кој е. Cardano и понатаму представува број 1 блокчейни според Forbes. Да се подсетиме, Forbes е економски би рекол портал, не е дека нешто посебно се информирани за блокчейн, но само сакам да напоменам дека веќе 3 месеци откако имаат оваа листа, Cardano е број 1 на истата. Сега ќе поминеме малку преку техничка анализа, видиме каде се наоѓа овој блокчейн, каде се наоѓа овој проект. Може да забележиме дека за жал се наоѓа на нивото на претходното дно во 2022-2023 година. Тоа е што е моментално. Значи таму се наоѓа и понатаму, за жал, пониско дури би рекол претходното дно во 2022-2023 година. Мене ако прашувате, ова историски уште од 2018 до 2020 година представува екстремно добра зона за акумулација. Нормално дека се уште нема да почнеме да акумулираме со оглед на фактот дека следниот циклус се уште не е започнат. Знаете и сами дека исклучиво чекаме тоа да се потврди од страна на Биткоин, кој што откако ќе почне со својот bull market, нормално ќе ги потегне сите алткоини. Сега за сега оваа техничка анализа која што моментално гледаме, можеме да видиме дека се наоѓа на апсолутното дно, на кое што се наоѓал блокчейнот во 2022 година после колапсот на Terra Luna. Ова е вториот пат за време на колапсот на FTX, би рекол тој период, и можеме да забележиме дека се наоѓаме токму таму. Не велам дека немаме потенцијал да се придвижиме уште подлабоко, тоа е реалноста, но сакам да кажам дека неговите, да речем, индикатори се екстремно ниски, најниски би рекол во историјата моментално. Пак ќе речам, не значи дека не може да отидат уште пониско, но долгорочно јас верувам во овој проект дека има своја иднина и пак ќе напоменам, верувам дека како еден од основните проекти кои што можеби немаат екстремно добар профит, но имаат постојан и би рекол, нели, во иднина солиден профит, ќе се наоѓа и понатаму во нашето портфолио. Сега, нели, останува да го следиме и да видиме како се тоа ќе се движи понатаму. Сега за сега не можеме да разговараме повеќе, освен тоа дека се наоѓа на локално дно кое што се наоѓаше во претходниот bear market. Оно што гледаме како потенцијална следна, би рекол, станица, тоа е ова овде, односно овој така речено cup and handle, ова е долната граница на овој рейндж за акумулација, кој што е утврден од оваа свеќа во противна насока, а тоа е негде околу 15 центи, што значи дека тоа е
потенцијално следното место каде што би очекувале да имаме екстремно добра поддршка на овој коин и понатаму се наоѓа во овој канал кој што е утврден од оваа надворешна свеќа и потоа овие 1, 2, 3, 4 свеќи можеме да видиме дека имаме ефективно падјачки канал кој што представува, како што можеме да забележиме, уште поголема, само да ја покажеме како изгледа, значи ова е моментално ефективно формацијата која што ја гледаме за овој коин. Сега јас пак ќе речам, не дека тоа ќе се случи утре, но еве како би изгледал исполнување на оваа огромна формација на падјачки канал, односно на bull flag, но останува да го проследиме заедно. Тоа е во однос на техничка анализа. Сега би сакал да се навратиме малку повеќе на токеномија. Одека имаме и некои интересни вести, но во следниот дел ќе зборуваме највеќе за токеномија. Тоа дека има светла иднина моментално ни покажува фактот дека само што добивме CME Cardano Futures, односно ова е Chicago Mercantile Exchange. Cardano само што доби своји фьючерси на февруари 9. Ефективно после ова, ако се сеќавате, според оно што го зборувавме на нашите вести, според CFTC и SEC, секој алткоин кој што има своји активни фьючерси во рок од 75 дена, ќе може веднаш после тоа да добие и свој спот ETF. Погледнете. Значи, пак ќе напоменам, за разлика од било која друга компанија, каде што мора да поминат 240 дена од иницирање на една апликација за овој алткоин, значи во сите алткоини, не зборуваме за коини, зборуваме за алткоини, во моментот кога ќе добијат своји така речено фьючерси, значи ова не се директно тргувани ETF-и, туку се тргувани преку хартиени или вредност преку овие фьючерси. Доаѓаме во ситуација во која што 75 дена од 9 февруари не носи негде во 9 август. Сега зошто ова е толку битно? Кога имаме директно спот ETF за одреден коин, тоа значи дека институциите ќе може во него директно да учествуваат и купуваат преку одреден фонд. Во оваа ситуација тоа е Grayscale, кој што има аплицирано за Cardano спот ETF и нормално кога ќе поминат овие 75 дена, автоматски дури и да се потсетиме, SEC да не донесе одлука, значи дури и да нема никаква одлука од страна на SEC, која што може да дојде и порано, ако SEC не одлучи, тоа значи дека во 9 август 2026 година ефективно Cardano ќе го добие својот спот ETF поради отсуството на одлука на SEC. Ова веќе се случи, ако се сеќавате, со Solana, очекуваме дека потенцијално ќе се случи не само со Cardano, туку и со многу други коини. Значи дека ефективно ќе добиеме, значи неофицијално се уште, Cardano спот ETF најкасно на 9 август. Еве, како што може да забележите, активно Cardano спот ETF се уште нема. Тоа не значи дека нема да има, пак ќе напоменам, најголемиот дел од овие огромни проекти дефинитивно ќе имаат свој спот ETF. Нема дат сега за сега, истото би рекол е една негативна ствар, но тоа е само моментално. Се уште немаме компанија која што го одбрала ADA за свој Digital Asset Treasury. Кога станува збор за нормално во оваа ситуација Real World Asset токенизација, можеме да видиме дека на Cardano се уште нема ништо. Па ти кажам, голема грешка која што ја направија беше фактот дека не дозволија надворешни стейблкоини. Дури сега тоа го направија и верувам дека ово што моментално каснат во Real World Asset токенизација категоријата е токму поради причината што нема надворешни стейблкоини. Многу често овие надворешни стейблкоини и ги носат, така речено, останатите субјекти кои што вршат токенизација, но тоа што се малку досадно е дека нема да дојдат во овој сектор. Останува да видиме, јас се понатаму очекувам добра институционална адаптација на овој проект. Сега ако останува збор за токеномија, имаат одлична токеномија. Значи, за разлика од другите проекти, пресейл имаат многу мал, но инфлацијата е екстремно добра. Погледнете. Моментално инфлацијата на Cardano е подобра практично од Bitcoin, единствена подобра инфлација има само Ethereum. Погледнете, моментално имаме 36,8 милиарди токени во циркулација, а има вкупно 45. 45 милиарди после кои веќе нема да има ниту еден изминтан токен. Погледнете. Со тоа што како е замислено е со оваа скала во која што како се движат токените кон онаа финална бројка од 45 милиарди, се помала и помала инфлацијата. Односно, како што тоа се случува со халвингот на Биткоин, овде ќе имаме механизам кој што ја намалува инфлацијата, односно секоја година имаме се помала инфлација, се помалку токени се добиваат со стейкинг. Како изгледа тоа? Јас овдека
преку AI направив така речено диаграм на кој што можеме јасно да го видиме тоа, односно можеме да забележиме дека инфлацијата ќе се намалува како се движиме кон зголемување на количината на токени на пазарот. Сега сме негде на 36, ефективно инфлацијата е негде околу 2%, тоа е потврдено и од самата AI, значи од 1,5 до 2,5 е периодов моментално инфлацијата на Cardano. Се потсетиме, почнавме со 4% на самиот почеток, а сега се наоѓаме, као што може да видите, кон така речено намалување, негде овде би рекол се наоѓаме, помеѓу 2 и 1, останува, значи, ова како се движиме понатаму да се намалува до 0. Екстремно паметно направено и можеме да забележиме дека нема никакви pre-mine токени, да, има pre-sale, овие кои што се дадени самиот почеток, но можеме да видиме дека станува збор за најголем дел кој што се дадени на кого? На Cardano фондацијата, IOHK и Emurgo како две тоа се компании, односно невладини организации кои што се така речено во дел од фондацијата на Cardano кој што го креираше овој проект, и public sale, тоа се овие први, ако се сеќавате, 25-26 милиони долари кои што испомнавме во ICO, кои што се дадени на луѓе кои што учествувале во почнувањето на овој проект. И од тој момент наваму можеме да видиме дека се движи природно преку нормална инфлација на токенот. Екстремно паметно и верувам дека ова ќе биде, би рекол, многу добро, затоа што како се движиме понатаму, така се повеќе и повеќе ќе се намалува така речено наградата, а на тој начин нормално ќе се заштити, би рекол, вредноста на коините кои што ги поседуваме од овој блокчейн. Ова е исто така екстремно битен податок. Вели, 58 до 62 од вкупната количина на Cardano коини се моментално под стейк. Тоа ви кажува дека околу 62%, сега нормално ова не се од корисниците, туку тоа се корисници кои што поседуваат околу 62% од коините на блокчейнот, веруваат во долгорочната успешност на истиот, затоа и би ги ставиле своите коини под стейк, зашто инаку би ги ставале, нема логика нормално. Така да ова е пак на некој начин еден од највисоките проценти што сум ги видел некогаш кога станува збор за total value locked, односно за заклучени така речено коини во однос на колку ги имаме во циркулација. Дополнително, еве како изгледа ликвидноста на блокчейнот моментално, 132 милиони. Тоа е нешто слично како во периодот на претходниот, би рекол, bear market, како што можеме да забележиме, дури малку повисоко. Како и да е, значи, ликвидноста не била никогаш некоја голема јака страна на Cardano, но не заборавајте дека Cardano се развива од апсолутна нула и верувам дека му е потребно време да стигне до тој момент. Знам дека станува збор за години, но повторно јас и понатаму според оно што гледам од самиот проект, значи апсолутно се што кажа се успеа. Дали е тоа Hydra, дали е Mithril, дали е Voltaire, целосна децентрализација, се што кажа се успеа. И уште една битна работа која што многу ми се допаѓа за овој блокчейн е фактот дека за разлика од Ethereum, каде што е прво скршило, па ќе видиме како да го поправиме, во Cardano, значи начинот на кој што го развива блокчейнот е многу поградуелен, многу по, би рекол, издржан, со оглед на фактот дека пред имплементирање на било каков тип на надградба на блокчейнот, има цела, би рекол, низа на експерти во светот кои што даваат свое мислење, анализа на самиот апгрейд пред истиот да биде имплементиран, пред да биде така речено гласан и имплементиран на самата мрежа. И као што кажаме, значи, ако го споредиме нормално со големите би рекол ентитети како Aave кој што има 23 милиарди долари, а е дел од Ethereum, нормално дека не станува збор за екстремно голем DeFi, но повторно не е занемарлив, значи имаме моментално 133 милиони долари DeFi на Cardano. Кога станува збор за активност, затоа што знам дека Гоце овдека нормално ќе се фати прв, кај се децентрализираните апликации, каде е активноста, сега ќе покажеме. Прво, можеме да видиме дека станува збор за еден од побрзите, би рекол, блокчейни, се наоѓа на 33-то место, според неговата брзина, има негде околу 0,42 трансакции во секунда. Не, се извинувам, тоа е просечната. Тоа е вистинската, така речено, да. Значи, со оглед на фактот дека нема нешто премногу брзи блокчейни, можеме да видиме дека истиот се наоѓа во Tezos е во истата таа, би рекол, категорија, малку полу да видиме дали можете некој, значи не е еден од најбрзите очигледно, но очигледно е, би рекол, еден од постабилните, значи до сега ние не сме имали апсолутно никаков проблем со овој блокчейн, да се потсетиме има 100% runtime, за разлика од други блокчейни, нема никакви колапси, имаше повремено напад, ако се сеќавате, но овој напад заврши неуспешно, затоа што блокчейнот во ниту еден момент не запре, само имаше ресетирање на одреден дел од нодовите, значи дека Cardano се покажал како екстремно позитивен во тој дел
имаме 100% runtime на Cardano. Кога станува збор за fees, да, не е премногу добар, како што може да забележиме. Значи во последниот период fees се движат негде од 10 до 50.000 долари неделно, што не е премногу, но повторно станува збор за блокчейн кој што моментално е во bear market, што е очекувано. Кога станува збор за token holders, ова е тој дел што многу ми се допаѓа, можеме да видиме дека уште 2018 година постојано се зголемува количината на токен холдери, односно за разлика од 2018 година каде што имаше само 180.000, значи ова се поединци кои што поседуваат Cardano, сега моментално имаме 4,4 милиони поединци кои што поседуваат Cardano токени и кога станува збор за active addresses, тоа што го се најаќе го интересира, значи имаме 230.000 активни корисници на Cardano на неделно ниво. Мене ако ме прашувате, тоа воопште не е лошо. И тоа е најслабата, би рекол, активност во последниот период. Ние сме имали 430, сме имали 995.000. Можеме да видиме дека од 200 до 500 е некаде просекот во последниот период, во последните 2 години. Значи од 200 до 500.000 корисници на неделно ниво на Cardano блокчейн. Тоа покажува дека очигледно активност има. Така. Сега, ако продолжиме понатаму, само да видиме според активност, погледнете. Се наоѓа 19-ти најактивен блокчейн моментално во целата криптосфера. Повторно, од 10.000, 19 сега за сега и не е така лош, пак ќе речем, верувам дека проблемот беше и понатаму недостигот на стейблкоини од Tier 1. Сега, еден од најактивните во негов развој. Ова е нешто што јас сум целосно импресиониран. Значи, јас не сум видел никогаш Cardano да не е во топ 5 и кога станува збор за развој на неговиот матичен блокчейн и кога станува збор за развој на неговиот екосистем. Значи, Cardano е трето место сега, кога станува збор за годишно, значи погледнете на годишно ниво, истиот е на трето место, но можеме да видиме дека постојано се борат со ICP за второ, додека за разлика од тоа другите се без конкуренција, значи овдека Solana го нема нигде, сите оние кои што многу го сакаат, пак ќе напоменам, не само тој, туку и многу други, погледнете како изгледаат активни проекти. Еве, ова се најактивните проекти, па вие видите кај се вашите моментално и нели што се случува со нив. Како и да е, тоа можеме да го забележиме и на директно на токен терминал, значи не само на оваа апликација каде што е најактивен, туку и на токен терминал можеме да забележиме само ако ни дозволи и ако се значи погледнете, и според токен терминал истиот се наоѓа на трето место кога станува збор за најактивни блокчейни. Еве моментално како изгледа, за ова се неделни комитс, односно скрипти кои што се имплементираат од страна на неговите девелопери. Ако продолжиме понатаму, значи на Cardano, ова е essentialcardano.io, имате постојано апдејти, само пишете weekly update report Cardano и ќе ги добиете на секоја недела. Последниот е на 27 март имплементиран, каде што можеме да видиме дека моментално има 2026 активни проекти кои што работат на овој блокчейн. Има понатаму 11,1 милиони native токени, тоа се токени нови апликации кои што моментално се градат на Cardano. Delegators, ова е пак 1,35 милиони, не знам зашто е толку, имаме 3000 delegators, се обидам да разберам точно овој дел зашто е, но сакам да кажам дека ова може да го погледнете како и тоа е доста добро затоа што се постојано транспарентни, постојано нели буквално може да видите постојано што се надградува, како се движи самиот проект, повторно ако станува збор за луѓе кои што се нормално малку поактивни во овој дел, тоа не го разбираме доволно за да би можеле да го анализираме. Кога станува збор за full-time девелопери, ова е уште еден показател, значи проекти кои што се неуспешни најчесто се случува девелоперите да ги напуштаат. Ние имаме ситуација во која што градуелно бројот на девелопери на Cardano постојано расте. Нормално имаме периоди на пат и раст, како што тоа било bear market од 2021 година, но истото го гледаме и сега. Но генерално можеме да видиме дека постојано имаме overall раст на количината на девелопери кои што активно работат на овој проект и тоа она што мене многу ми се допаѓа, најголем дел од овие девелопери кои што остануваат се established. Тоа значи дека најголем дел од нив долгорочно работат на овој проект и така речено станале етабелирани, односно работат долгорочно на истиот. Кога станува збор за најактивни проекти, можеби не е во првите 5, но повторно е негде на врвот. Значи моментално е некое како да е 15-то место. Значи можеме да видиме дека Binance, Optimism, Avalanche, Sui, Near, Cosmos, значи сите се овдека според горе-доле бројот на девелопери и полката нормално би рекол.
Значи ефективно е еден од најактивните проекти и пак ќе ве прашам. Многу едноставно прашање. Зошто, кажете ми, вие би имале establish, односно 358 девелопери кои што постојано работат на овој проект, ако не веруваат во него? Значи, ова се луѓе кои што многу лесно може да најдат работа која што ќе им биде екстремно профитабилна, а они работат за блокчейн во кој што коинот е на некој начин во доста депресирана вредност. Така, зошто би работеле кога се платени во Cardano? Нема логика. Значи, ефективно очекуваат нешто и нормално гледаат добра иднина за овој проект. За жал овдека можеме да видиме дека се уште овој инструмент не работи целосно добро, но во овој случај работи соодветно, односно погледнете. Ова е една од најдобрите децентрализации што ги видел моментално во било кој друг проект. Вика, во топ 100 ходлери моментално има само 22,5% вкупната количина на токени. Погледнете го ова. Ова е една од најдобрите децентрализации кои што некогаш сум ги видел. Еден новчаник со 4,16, кој што верувам дека или фондација или некој од овие основни ентитети кои што го направија проектот. Понатаму можеме да видиме дека сите други коини, сите други ходлери, односно новчаници имаат помалку од 0, погледнете го. Помалку од 0,20 од 15 место па надолу. Ова е еден од најдецентрализираните блокчейни кои што некогаш сум ги видел. Значи нема китови кои што може да направат дамп, нема китови кои што може да го наведат, да речем, блокчейнот во некоја лоша насока. Екстремно позитивен дел е децентрализираноста на овој блокчейн. И за жал немаме повеќе информации кога станува збор за CoinMarketCap. Знаете дека овде исто така се обидуваме да ги потврдиме тие информации. Она што само што ова е за Astar, се извинувам, само секунда да го промениме коинот. Кога го рефреширав, потенцијално ми се има вратено назад. Еве како изгледа за Cardano. Додека се излоадира, само на кратко би сакал да одговорам уште едно битно прашање, кое што е поврзано со токеномијата, а тоа е ова е фундаментални анализи. Значи, кој менувачици моментално е достапен, тоа можеме да го погледнеме на било кој од овие CoinMarketCap, CoinGecko и така натаму, каде што само треба да отидеме и да видиме кои се моментално менувачниците кои што каде што може да го тргуват, нормално апсолутно сите. Значи нема менувачница на која што не е достапен. Евентуално може да не е достапен се уште на менувачници како Binance US или како Robinhood, затоа што истиот беше нормално прогласен за хартија од вредност, па затоа и го нема во овие се уште, но пак ќе напомена само прашање на време кога ќе биде повторно излистан, останатите како што можеме да забележиме на сите го има. Верувам дека ова е извалидирано, да. Само да погледнеме дали овде ќе имаме децентрализација, преска како што погледнав не успеав да ја најдам. Значи, за жал не, како што може да забележите. Значи, во однос на токеномија ние овдека немаме децентрализација. Најчесто се случува на CoinMarketCap да има, така да можеме да споредиме, но во оваа ситуација немаме прозор за децентрализација. Една работа која што ми беше исклучиво битна е колку голем удел се уште имаат Cardano, Emurgo и IOHK. Според ова што може да забележам, нема. Дали они ги имаат дадено токените, не сум сигурен. Кога станува збор за Emurgo, единствениот профил кој што го најдов е Emurgo Ventures, каде што апсолутно нема никаков Cardano. Можеме да забележиме дека немале пари, значи овој не е тој профил очигледно. Значи овој е некој си направил ефективно профил, само што никогаш не го активирал, изгледа. Но еве да погледнеме моментално дали има друг со истото име. Можеме да видиме дека освен тој профил друг нема. Значи дека ефективно тој е единствениот профил кој што моментално се појавува ново име или едноставно не е регистрирано. Но повторно, кога станува збор за блокчейн, нема дали сакате или не, голем дел од овие ентитети се регистрирани. Кога станува збор за останатите, како Cardano Foundation, еве да погледнеме, Cardano. Значи за Cardano немаме апсолутно никакви информации, повторно. Тоа значи дека фондацијата според ова што моментално го видиме не поседува. Значи имаме некој си Cardano Palinka што нема апсолутно врска со тоа. Значи Cardano Foundation, како што можеме да забележиме, нема, че ефективно или ги има целосно дадено своите коини, неле потрошено можеби за надграба на самиот блокчейн, очигледно ги нема. И IOHK, тоа е исто така уште еден ентитет кој што беше доста битен на самиот почеток, можеме да видиме дека го нема. Зошто е толку битен да се потсетиме? Затоа што овде имаме ситуација во која што голема количина, погледнете, 2,4 милиарди токени беа дадени на Emurgo и IOHK и 640 милиони на Cardano фондацијата. Сега за сега не можеме да ги најдеме, што значи дека ефективно потенцијално или ги имаат дадено на да речем самата ги имаат имплементирано потенцијално. Јас не можам да најдам како поинеко каде би биле и нормално останува Чарлс Хоскинсон,
Хоскинсон. Да видиме дали нешто има кој сега ова сум сигурен дека има, но по се издан не могу знаат волетот, иначе не гледам зошто не би бил овде. Значи Чарлс Хоскинсон се уште нема. Не е Александар, јас мислев да не е од Чарлс Александар, но како што успеав да видам не е тој, затоа што погледнете нема Кардано. Знаеме дека Чарлс Хоскинс има огромна количина на Кардано моментално, така да дефинитивно не е тој. За жал, за овие 4 ентитети не можевме да најдеме соодветно би рекол информации, иако потенцијално имаат уште некоја количина на токени, пак мене тоа воопште не ме плаши, станува збор за најдецентрализираниот блокчейн. Кога станува збор за Explorer, гледате дека има доста, секој од нив функционира безпрекорно, јас го користам најчесто овој, Cardano Scan, ова е нормално место каде што може да ги проверите вашите трансакции. Значи, генерално ова е, би рекол, се што имаме, сега нормално ќе провериме дали ги одговоривме сите прашања за овој блокчейн. Значи, апликација одговоривме, roadmap, зрелост, како што кажавме, се наоѓа во целосно, би рекол, зрела фаза, односно имплементирање на последниот чекор, кој што веќе е нели имплементиран, само што сега моментално веќе почнува да работи како целосно децентрализиран блокчейн. Техничка анализа направивме, фундаментални вести, партнерства, се тоа го поминавме. Нема, значи официјално ова е многу битно. До сега потенцијално можеше да се случи да има нормално судска постапка против нив, но со оглед на фактот дека доби јасна кларификација како дигитален ресурс, ефективно веќе немаме никакви поврзаности со кривични судски случаи. Официјално овој проблем помина за Cardano и е решен целосно. Токеномија одговоривме целосно, активни до сето ова го одговоривме, најголеми нормално новчаници за централизација го одговоривме. Се надевам дека уживавте како и секогаш во ова видео. Уште еднаш поддржете на нашата работа, гледате дека неуморно работиме за македонците ширум светот. Станете дел од нашата Patreon заедница, добите привилегии, а со тоа дајте ни финансиска поддршка да продолжиме да го правиме ова што го правиме, односно оваа мала чланарина ви дава така речено пристап до сите наши чатови, каде што ќе може да комуницирате со секој од нашите да речем членови, нормално и директно со нас, имате пораки кои што ги одговараме еднаш дневно, освен пристапот на овие чатови и директни пораки до нас, дополнително имате пристап до месечниот лайвстрим кој што е наменет исклучиво за Patreon заедницата, каде што ги одговараме сите ваши прашања, а потоа нормално го објавуваме и на нашите канали за нели ова да биде достапно како знаење за целата наша заедница, како и сите офлайн видеа, како што е ова видео, моментално прво го доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа го доставуваме и до нормално целата заедница на нашиот канал. И за крај, доколку го сакате, нормално можете да го подмирите вашето членство со годишна уплата, каде што добивате 30% попуст од она што би го платиле на Patreon. Може да ги видите сумите кои што потенцијално треба да бидат платени во крипто. Само пратете ни на која блокчейн адреса ви одговара на cryptogemidgia@gmail.com и нормално ние ќе ви вратиме со линк за годишна чланарина на нашата Patreon апликација. Се надевам дека уживавте, се гледаме во следното видео и поздрав од Crypto Gemidgia и од топлата Малта.